Още една година помина. Или така ми се чини. Sretni smo si, neli? Невероятно. Добив. Покана от още един приятел за онлайн прослава на неговият 40-ти роден ден. За години не съм чул нищо за ситовия лъѓе. А наеднаш телефонът не престанува да звони. Невероятно е. Се плашам да ги видя. Помина толкова много време, сигурно се променили физически, ментално. Се надавам, не са се пущили. A jaz? Не мислиш дека сум запуштена? Физички, ментално? На тебе те гледам всеки ден. Старееш. Малко по малко. Сите тия луѓе да ги видам наеднаш. Това ќе биде како враќање на живите мртвци. Чудна е таа нагла потреба на луѓето да се сближуваат кога им наближува 40-тиот роден ден. Велат дека животните се придвижуваат од луѓето кога чувствуваат дека им се ближи крајот. Најверојатно е тоа. Некако вид групен инстинкт. А ти? Планираш нещо за своят 40-ти роден ден?
Што би можел да направам? Освен да го спречам. А да, и те молам, немој да ми организираш никакви забави, изненадувања. Океј? А колку години имаш всушност ти? Знаеш што? Треба да ги поканиме нашите соседи на вечера. Мислам, кога ќе заврши епидемијава. А тие никогаш не ме поканили. Тоа што сме соседи, не значи дека треба да бидеме и пријатели. Единствените пријатели кои ги имаме живеат на 500 километри одавде и ги гледаме само на Skype. Не мислиш дека е подобро да имаме пријатели врата до врата? Практична гледна точка. Тоа би значило да ни се скратат патните трошоци. Со тоа и загадувањето. Може да се каже дека е прилично еколошки да го имаш со пријател својот сосед. Имаат деца, така. 3. Пред епидемијава ги гледав секој ден кога одеа на училиште. Што повеќе бевиња имаат луѓето, тоа посиромашни станува. Сигурен си дека не е обратно? Ако немаат деца, сиромашните, веќе во следната генерација, сите ќе бидат богати. Види ги кинезите. Иако законски им е дозволено да имаат само по едно бебе, тие се веќе на многу подобар пат од нас. Види ги. Па дори во пандемијата тие се справија каде подобро од нас. Цивилизираните. Добро, тогаш ајде да почнеме со едно. Мислиш дека сега во криза добро е да имаме дете? Па не сме сиромашни. Како ќе се грижиме за тоа едно? Ние немаме време ни да дезинфицираме по дома. Во ред, ќе најдеме чистачка. Немаме соба за тоа бебе. Па можеш да преместиш канцеларијата во визбата. А што ти ќе престанеш да одиш на работа? Па ќе најдеме и дадилка. Ќе најдеме чистачка.
Дадилка. Pa това вече не е трио. Това е мал семейен бизнес. Не съм сигурен дека това е добро предприемништво. Освен това, не знам. Не знаеш дека порастот на популацијата може да има толкова влияние врз вработувањата. И врз потрошувачката. Пелени, бебешка храна, играчки, медицинска грижа, Нова кола. поправа си. Тебе би ја спречил глобална